Возлюбени во Господа, браќа и сестри, и почитувани пријатели на верата, иако сме во мал број, но кај се двајца и тројца Исус кажал, тука сум и јас. И бројката не треба да не плаши нас, него состојбата во која се наоѓаме како верници на Божјата црква. Пророкот, преку кој Господ прозборувал во Откровение, во последната книга на Апокалипса, ја отсликал нашата состојба. Дали ни се допаѓа ова состојба или не, тоа не е битно. Јас знам, како млад верник, кога дојдов во црквата, полно наши браќа велеа, ние не сме тоа што пишува тука. Тоа се оние, вика, тогаш беше ова црква единствена, тоа се тие од Петар Попарсов или таму од Божјата Раджија. Ние сме реформатори, ние не сме во таква состојба. Но како што поминуваше времето, се променија работите, тие се вратија пак на ова состојба, сега ние што ќе ја прочитаме. Во Откровение Господ не опоменува преку вистинскиот и верен сведок. Ние живееме во последниот црковен период на оваа земја. Порака до црквата во Лаодикеја, лаодикејски период. Али ние сме и како црква лаодикејска, а и како поединци. Секој од нас е еден обичен лаодикеец. А каков е тој лаодикеец? Сега ќе видиме. И на ангелот на лаодикејската црква напиши му, ова го вели Амин, верниот и вистински сведок, почетокот на Божиото создание. Ги знам делата твои, ти не си ни студен, ни жежок. Ода беше студен или жежок, така бидејќи си млак, а не жежок, или студен, ке те изблюам од устата своја. Зошто велиш богат, суми се збогатив и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден и проколнат, сиромав, слеп и гол. Те советувам да си купиш од мене злато низ оган прочистено, за да се обогатиш и бела облека да се облечеш. И да не се гледа срамот на голотијата твоја и со очна масна мачка ги очите твои за да гледаш. Оние што јас ги сакам, нив ги поучувам и воспитувам. И така биди искрен и покај се. Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. Но оној што победува, ќе му дозволам да седне со мене на мојот престол, како што јас што победив и седнав со Отецот свој на неговиот престол. Кој има уво нека чуе што им зборува Духот на црквите. Светиот Дух. Сестравајте, има доста напишано за овие стихови. Има дадено коментар. Нашето внимание е при крај. Саботниот ден замина. Отпочнавме нова седмица, но сега кроз овие минути преостанати ќе можеме и поединечно од вас некој да надополни за оваа порака. Луѓето од овој свет се плашат. Полно сега ми доаѓа таму, ме прашуваат што мислиш, што ќе се случува во иднина, како ќе се одвиваат работите, овие климатски промени што се случуваат, еве последниот настан на овие метеори, тоа траеше еден ден. После тоа готово. Ништо, пак по стариот начин на живот. Ама еден ден стварно ќе се случи. Еден ден овие зборови ќе се исполнат и кога ќе дојде апокалиптичната состојба, тогаш ќе бидеме изненадени. Ние сме такви какви што сме, но Господ, иако боледуваме од овој лаодикејски синдром, не дал надеж. Во ова порака има надеж за лаодикеецот. Еден лаодикеец, за него има надеж. Не е безнадежна состојба. Ние спиеме, браќа и сестри. Еве ќе ви кажем едно искуство на една сестра. Абе, вика, брате, знаеш дека кога ќе отидам дома, ја не може да спијам со денове, а паурина, ако не испијам, не може да спијам.
А кога ќе дојда во црква, вика, знаеш како си спија, вика. Па викам, ти си вистинска лаудикејка, вика, затоа спиеш у црква. Значи, спија, вика, абе, не би треба ни апору, ни ништо не би треба. Треба и дова да слуша проповеди да се спие. Не спиеме. Тука ова состојба не окарактеризира дека сме млаки, немаме енергија. Иако ние мислиме дека сме богати, дека сега имаме сателитски програми, интернет, имаме санатори, имаме авиони, имаме пред неколку години не призна и како црква, веќе не сме секта. Сега се изедначиме со католичката црква, се изедначиме со православната, со сите верски заедно. Ние сме богати, ние имаме 20, колку милиони има адвентисти? 20 милиони адвентисти има у свет. На хартија, да. Но што немаме ние? Ние немаме вера. Па ние сите сме верни тука што сме дојдени. Вика, те советувам да купиш од мене злато жежено во огин, кое кроз љубов работи. Значи, Господ не советува верата, символот на златото е вера, која кроз љубов работи. Не советува да купиме од Него. Исус не бара пари. Он тоа купување го смета за дар. Едно злато, секој златар го испитува дали е веродостојно преку огин. Нашите пионери на адвентизмот имаа големи искушенија за време на комунизмот. Но сега нема више такви искушенија. Сега има и друг облик на искушенија. Но сега гледаме, еве, брат Часлав зборуваше за саботниот ден, и јас имам проблеми во фабриката во која што работев, но еден млад човек, се пожали, вика, може да се случи јас да го изгубам работното место. Затоа што ме условува да работам у сабота. Ако еден христијанин реши да му служи на Бога, за него нема да представува ништо. И работното место, еве јас, откако ја напуштив работата, има на 20 и кусур години. Не ми фали ништо. Ни сум гладен, ни сум жеден, ни сум гол, ни сум бос. А живеам од колпортажа 20 години. Од милост Божја живеам. И полно ми нудели работно место. И преку телефон ми се јавили, јас више навикнав така да живеам. Више, а у почеток ми беше страх. Еве, ќе ви кажам право, јас размислував како ќе живеам сега, што ќе, како ќе останам ја. Сите ме плаше на работа, од што ќе живееш, како ова, како она. Но се потпрем на Господа и до ден денеска ништо не ми фали. И затоа тој лаудикејски синдром, тој е синдром од повеќе болести. 1, 2, 3 болести, али не е катастрофален. А ако има уште некоја друга додатна хронична болест, ние би биле мртви до сега. И не мислам духовно мртви. И не би имало надеж за еден лаудикеец, но Господ не оставил надеж. Господ не советува, вика, те советувам од мене да купи злато жежено во огир, прочистено, да се обогатиш. Те советувам да купиш од мене бели алишта. Бели алишта кои се символ на Христовата правда. Христос правда наша. Ова вес, после Минеаполиска конференција, е закочена едно време. Ова вес е закочена, долго време е закочена. Христос правда наша, оправдување преку вера. Тие бели алишта кои ни советува светиот пророк да ги облечеме. Ние немаме своја правда. Нашата правда е обична, нечиста облека. Нашата правда паѓа во прав земен. Ние како да ја добиеме таа правда? Господ ни прати вес. Но колку 2% се стравајат вика кои ја прифатија. Таа вест беше кочена до може би пред 10 години. Јас знам како верник млад ги прашува проповедниците, сега се тие покојни проповедници.
ги прашува од радозналост, абе зошто не ја проповедате ова вест, зошто во црквата не дозволувате да правиме теми на основа на ова вест? Вика, братет, ќе предизвика расцеп, вика, црквата ќе се подели на два дела, ќе има проблеми, ќе има. И ќе има, ама дојде време кога се случија овие револуции, овие откритија, интернет, скенирање, веб страници, сега се знае. Сега на интернет можеш да најдеш списи од Джонс и од Вагонер и од кој сакаш, можеш да читаш колку сакаш и да цитати да наоѓаш колку сакаш. Сега има друг проблем. Сега си направија форуми, си разговара, таму си се тепаат. Духовно. Тоа е духовна војна. Ја се чудам од кај имат наоѓа толку време овие луѓе. Дали имат некој работно место, дали имат обврска домашна спрема семејството, да заработат за јадење, за пиење. Абе, форум по 5-6 часа само на интернет. Прават, философи. И одат таму до таа гледна точка, одат дали Исус правел вака, дали онака и потполно сакат да влезат во неговата божествена природа, да ги откриват неговите божествени тајни. Тоа Господ не го бара од нас. Господ не советува. Те советувам да се облечеш и да не се гледа срамот на голотијата твоја. Значи, ние мислиме дека имаме вистина. Дека имаме дух на пророштво, имаме Библија. Имаме се откриено од Господа. Имаме вистинската светлина. Но што немаме ние? Ние само тоа го мислиме, ние во мислите тоа го имаме. Дали од нас некој може да се пофали дека на вистина има Христов карактер? Ке ви кажам едно искуство. Со продажбата на книги со еден брат, таму кај Стоком на куќе продававме типо поранешно, имаше костени таму порано, и дојде еден протестант и ми вика: ти дали веруваш дека имаш Христов карактер? И ме замислим. И се моле о себе, викам, што да му одговорам сега? Вика, дали ти ги почитуваш Божите заповеди? Дали не грешиш во некоја заповед? И јас му викам, па грешам. Вика, дали мислиш дека е можно да ги држиш тие Божи заповеди? Викам, да, верувам дека е можно да се држат тие Божи заповеди. Ама ти викаш дека е можно, а вериш дека не ги држиш. И што да му одговарам? Сега си мислам. И викам, абе, има еден кој ги држал овие заповеди. Има еден кој не погрешил во ниједна заповед, сите ги одржал. И вика, кој е тој? Абе, тој е Исус, вика. Па тој е само еден, вика, доволно е. Тој е еден за сите нас, тоа го направи. И за тебе, и за мене. Доволно е, не треба. После му го спомна би апостол Павле. Значи, можно е. А Божите заповеди е можно да се држат, али не со своја лична сила. Ние сами не можеме тоа да го направиме. Ние треба да се предадеме на Бога и како што пишува тука, чука Господ. Господ чука на нашето духовно срце. Ние што можеме, а нашето срце нема квака од надвор. Господ не може да ја отвори вратата од надвор. Он само чука. Ние треба да му отвориме. Ние треба само таа врата да ја отвориме. Но ние не може да ја отвориме. Зошто не може да ја отвориме таа врата на нашето срце, духовно срце? Па многу е преполнето. Денеска сите сме преполнети со информации. Порано имавме недостиг на информации. Сега има безброј информации. Сега луѓето се избезумени на кого да му веруваат. Вика едни викат вака, други вака, трети разни филозофии кажуваат, разни правци, разни идеи има и лекуваат. Сите лекуваат. Сега сите лекуваат. Сите иселуваат, сите пеат, сите безброј. Безброј. Христос и лажни колку има. На кого да му веруваме? На кого да му веруваме? Ама има
има на кого може да му веруваме. Нашето духовно спознание, очи се замаглени. Еден лаодикеец не е слеп. Кога би бил слеп, тоа би било трагично, но само има перде, вика старите, има катаракта има, да. Треба да се прочисти тоа. И не советува, Господ, не советува. Те советувам да купиш маст, очна маст. Вика, дали постои мелен во Галат? Дали постои лек во Израел? Постои. Таа очна маст е дух на пророштво кој ни го дал Господ. Ние имаме толку напишани книги од дух на пророштво и сведоштва за црквата, да кога би ги читале и би ги примениле во нашиот живот, ние не би можеле во ниједна заповед да погрешиме. Или некој да не излажи. Еве не лажат. Еве едно искуство сега кажа, брат Борче, сте примиле тука спиритисти да ви пеат. Да. Како ви излажат тие спиритисти, тука ви влегува у црква на вас. И играт, пеат, танцуват. Тоа никогаш не се случило ова црква. Никога. Ама еден го препознал. Кажа, вика, брат Зоки, вика го, доволно еден да алармира на опасност. Значи, немај да гледате, браќа. Ја ќе ви кажам уште едно искуство. Очите, преку очите доаѓа се. Видот е најчуло кое што, како ги излажал првите родители? Ќао, ги хипнотизирал. Ева преку змијата ја хипнотизирал, преку очите доаѓа се. Еднаш ќе ви кажам, исто на тој плошта таму, Харе Кришна, овие во сари, во индиска облека, пеат, Харе Кришна, Харе у круг се вртат, пеат. И ја ги гледам 15 минути, и кога тргнам за накај Радишан, и јас Харе Кришна. Јама се сетив, одма се молем, Господе, викам, помогни, викам, после си викам, добро ти е, викам, иди гледај ти тамо, викам, па ќе видиш после што. Така и вие. Ако слушате музика таква, така ќе става. Ако гледате овие турски серии, исто, јас ги гледам тие турски серии, ви кажам. Ама гледам дека ѓаволот ни оре ни копа. Гледам дека не е добро. Не е добро. Очна мастрева, за да имаме вистинско духовно спознание. Треба еден брат, постар библиски работник, он велеше за книгите на сестра Вајд, за сведоштва за црквата. Ова ти е катадиоптер 100, вика. Опа, викам, тоа е на ниво на рентген, викам. Вика, и по-добро од рентген. Списите на сестра Вајд ќе ви помогнат. Да не ве излажат. А денеска има измамници, многу има измамници. И ќе ве излажат, духовно ќе ве излажат. И ќе застраните од правиот и вистински пат. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Кај сме ние тука поединечно сека, секој за себе. Сестра Вајд кажала дека после 1844 година престанува више за Божиот народ, за лаодикејците, одредување на термин на Исусовото доаѓање. Но после тој период ние не се спасуваме више како што тврдат протестантите, сите еднаш спасен, секогаш спасен, или доволно што веруваш во Христа, ти си спасен. Ние сега секој поединечно сам за себе се одговараме и лично ќе градиме спасение секој сам за себе. Ни татко за син, ни син за татко, ни мајка за ќерка, ни ќерка за мајка. Ние мораме сами да го изградиме своето спасение со молитва, со пост, со проучување на Библијата и со духовно работа. Треба да сега започна новиот ден. Започна за нас адвентистите нова седмица. Во ова седмица сите работиме за нашето семејство, за нашето
нашиот живот, за што ќе јадеме, што ќе пиеме, во што ќе се облечеме. Али на прво место треба да ви биде на сите и на мене, како во таа седмица на некого да му кажеме, да го опоменеме. На тој начин ќе имаме и успех и во работата, а и во животот. Тоа треба да ни биде мисла водилка. Како ние да допринесеме да некоја душа ја осведочиме за ова време во кое што живееме. Времето е озбилно, браќи и сестри. Времето е многу озбилно. Преозбилно него ние што и размислуваме за тоа. 160 години поминува откако ова вест се проповеда. 160 години ние живееме во Лаодикеја. Но се уште не сме тоа што треба да видиме, никако црква, никако црквен период, никако поединци. Се уште и баш бев на една евангелизација, еден проповедник вика, знаете дека во молитва јас се карам со Господа. Вика, му велам, вика, Господе, што чекаш ти, вика, што не доаѓаш? Значи, толку ја окарактеризирало, Господ не чека. И ми дојде на мислите и му кажав, Господ чека како на Илија. Илија мислел дека е сам. Но Господ му кажал, има уште 7.000 кои не ги поклонија своите колена пред Вала. Има луѓе кои ќе излезат. Една сестра од тука, од вашите сестри, сега не ја гледам тука, ми кажа, јас сум потекната од католичко семејство, од католичка црква, али верувам дека многу од католичката црква ќе излезат и ќе бидат спасени. И јас си кажав дека и јас верувам. Од католичката црква многу луѓе ќе излезат во последни моменти, кои биле осведочени за ова временски период, за ова време, и кои ќе се приклучат на остатокот, кои ќе го сочинуваат остатокот и со сила на Светиот Дух Господ ќе го доврши делото Божие тука на земја. Ние треба да се бориме да влеземе во остатокот на Божиот народ. Да се бориме и да ги послушаме неговите совети. Ако ги послушаме, и ќе можеме да се спротивставиме на новиот светски поредок. Ќе можеме да се спротивставиме да не примиме жиг зверин. Ќе можеме да се спротивставиме да не влеземе во екуменизам. Сите верски заедници, овој сега папа во заминување даде оставка, он јавно тврдеше, сите верски заедници се во екуменизам. Но има уште, вика, некои поединци што ми ги реметат така работите, ама и они ќе дојдат на ред. Ќе дојде време кога секој поединечно за себе ќе мора да стои и да каже таму дали ќе се определи за недела или за сабота. Дали ќе се определи да му служи на Бога или на ѓаволот. Сега, ако не извршиме подготовка, како ќе се одржиме тогаш? Како во тоа време ќе се одржиме? Има чуда сега се случуваат. Уште повеќе ќе се случуваат. Демони, самите демони ќе се појавуваат во облик на апостоли, во облик на Исус, во облик на ангели и ќе излажат мнозина. Што ќе кажеме, сестра Вајте вика, што ќе кажеме ние во тоа време? Ако денеска не сме извршиле подготовка и денес не сме се спремени за да можеме во тоа време да издржиме. Во тоа време, исклучиво што единствено ќе можеме да направиме разлика измеѓу овие сотонски сили и Божи, ќе биде саботата. Само преку саботата ќе можеме да ги тестираме. Ако тие, што се нарекуваат Христоси, а што се нарекуваат пророци, апостоли, не ја почитуваат саботата, тие не се од Бога. Единствен знак на распознавање ќе ни биде саботата. Но дали ја почитуваме ние денеска саботата? Дали вистински ја почитуваме како што бара Господ да ја почитуваме саботата? Во сабота знаеме што треба да правиме, што не треба да правиме, толку години сме, но еве јас ви кажувам дека тешко кој од нас може да се похвали дека ја почитува саботата како што пишува тука или како што бара духот на пророштво.
На крајот таму пишува дека и во мислите во саботата не треба, не во зборови да грешиме. Во саботата треба да бидеме потполно со Бога. Ние во сабота правиме тука разни муабети, оговарања, планови за работа, си правиме разговори за некои работи кои што не би смееле да ги правиме во сабота. А полно и вика, ова не е ништо. Јас знам, сум бил на многу состаноци, таму не му се допаѓало јадењето во црквата, што го дале на соборот и си оди у ресторан, си купува плескавици, си бурек, си купува. Ја не можеш да верувам. Вика, нешто не е тоа, брате, пушта. Тоа не е ништо. Си купува, си оди леп, си купува сабота, како да не е ништо. Саботата треба да ја почитуваме, еве во второ сведоштво за црквата Сестевајд пишува како треба да се почитува саботата. Сите подготовки кои ги правеле израелците, ги правеле во петок. Ништо не преостанувало за сабота. Се што вареле, печеле, пржеле, хигиена телесна, се што правеле у петок. После кога ќе дојдела саботата, тоа прекинувале. Тогаш само оделе у храмот и му служеле на Бога. Но и у тоа време имало кои оделе тамо во пустина, знаеме да собират мана, ама не наше. Така и сега има кои идат по мана, ама нема мана више. Треба да се освестиме, додека трае времето на милост. И поединечно, и како црква да се освестиме. Бројката не е важна. Не е важна. Немој да се плашите што се намали. Јас сум бил во ова црква кога немаше место за седење. После 90-та година, 89-та, 90-та година до 91-та година. Тука беше полно беше. Немаше секоја сабота, полно, почеток, завршеток на сабота, у сабота, по 200-300 верници доаѓа тука. Вака надвор, чека, немаше место за седење. Но се случија некои работи и сега една мала економска криза што предизвика. Сестра Вајд кажува, црквата кога е во благосостава, таа е полна. Но кога ќе почне кризата, таа почнува да се намалува. Бројката се намалува. Но оваа економска мала криза предизвика малко намалување. Но кога ќе дојде поголема, уште колку ќе останеме? Апостолите биле 12. Кога почнале да ги тамо, кој остана најблиску до Исуса, до крстот? Само 2 жени и еден од најмладите, еден апостол Јован остана најблиску до крстот. Овие сите се разбегаа. Сите. Кога ќе дојде такво време, кога ќе и смртна казна ќе се изгласи. Папството со тие поединци, оно ќе се обрачуна само на тој начин. Смртна казна. Кога ќе дојде тоа време, кога ќе мора и животот, оние што ќе бидат живи у тоа време да го дадат. Што ќе кажат тогаш? Ако немат вера, ова вера која кроз љубов работи и ја чисти душата. Значи, вистинската вера, која кроз љубов работи и ја чисти душата, она се покажува и на дело. Пораката за оправдување со вера, што постигнува? Таа го посветува еден верник. Која прима ова порака и ја разбира, тој станува свет, посветен верник. Тој повеќе не греши. Ова порака, која е дадена за Божиот народ, се уште важи за нас, затоа што ние не ја разбираме, се уште и не сме ја разбрале. Кога ќе ја разбереме ова порака, а ќе ја отфрлиме, тогаш готово. За нас нема више милост и покаяние. Кога Господ ќе излезе од светиња на светињите и ќе ги изговори зборовите сврши се, кога ќе се потполни таму бројот, онда више готово. Ние пак ќе се одржуваме богослужение. Знам еден брат од тука кажа, вика, па ние ќе си примеме жик, вика, ќе се молиме у недела, вика. Аве ќе се молиме, а ќе има некои кои не сака да се молат у недела. И такви ќе има. Од секогаш имало и ќе има. Ќе има остаток. Остатокот во Божјата црква од секогаш бил и ќе остане. Денеска е помешан, не се гледа. Остатокот ние не може да го видиме, немаме духовно спознание.
Има меѓу нас луѓе кои се во остатокот. Знам еден брат од оваа црква дојде и ме праша, што мислиш, дали некој ќе се спаси? И јас му одговорив, па може би некој ќе се извлече. Може би некој ќе се извлече, ќе се спаси. Господ да ни помогне. Значи има надеж. Кој ќе биде тој Господ го знае. Немој да се обесхрабрите. Кога овој свет вика буна, вие немој да викате буна. Но кога овој свет ќе почне да вика мирие, и немој да се плашите, знаете дека ќе дојде тоа што треба да дојде. Овие сега се плашат, викат буна, така, вака, но еден ден они ќе кажат мирие. Ништо не може да не сопре. Готово. Го воспоставиме новиот светски поредок. Сега ќе уживаме и ќе пиеме и ќе живееме среќно и весело до крајот на животот. Ама Господ не бара така. Господ ни нуди не крај на животот, него вечен живот. Дјаволот сака да ни го каже, ова ќе живеете среќно и весело до крајот на животот. Но Господ вика не до крајот на животот, него вечен живот јас ви нудам. Треба да се бориме за вечен живот. Апостол Павле кажал, борете се во добрата борба на верата. Борете се. И дјаволот ќе избега од вас. Господ да ни помогне. Браќи и сестри, ви пожелувам успешна седмица. Посебно во мисионството. Иако работите, секој има свој бизнис, приватен, но може уз бизнисот нешто да каже за Бога. Може. Тоа ненаметливо така е подобро.